Поздрав, драги гледачи, мој вечерешен гостин е уредникот на ревијата Екран. За постарите сигурно ќе знаат дека е тоа нешто што беше дел од сите настани кои се случуваа во Македонија покрај музика, театар и сето тоа. А за помладите веројатно е убаво да ги потсетиме дека некогаш постоела ревија која се занимавала со македонската култура. Мој вечерашен гостин е Тимчо Апостолов. Тимчо, кажи ми нешто повеќе за самиот Екран. Па, Екран... Кога почна? Почна, првиот број излезе на 20. ноември 1970 година. И тоа беше ревија за филм, театар, музика, речи за сите уметности. Ние како редакција, тогаш прв главен уредник беше Слободан Петровиќ, а во редакцијата беа Јасминка Јанева, Новка Блаер, Димитар Ќурчиев, Катарина Чемерска и така натаму. Живко Поповски, фотограф. Да, Живко Јаневски и така натаму. И уште од почетокот, Екран тогаш излегуваше како прилог на Нова Македонија во петок. Да. Нели? Покрај овие текстови од културата, имаше и телевизиска програма. Да. И така, во тој број, мислам во тој ден, во петокот, тиражот на Нова Македонија значително се зголемуваше. Како растеше целото тоа, редакцијата на Нова Македонија одлучи Екран да се одвои како посебно издание, односно да ја прошири својата дејност за афирмација на македонската уметност во сите погледи. И тоа и се случи. И тогаш Екран почна да воведе и критички рубрики. Ние имавме рецензии за секоја театарска представа, за секоја плоча, за секоја изведба на музичко дело, ликовни изложби. Не одгововте настани кои Нашите новинари ги следеа, речиси, проектите на авторите уште во самиот зачеток. Како на телевизија, например, ако некој режисер ќе подготвува ТВ драма или, не знам, ТВ серија. Уште во зародиш ние имавме информација за тоа со сите главни актери. Или, например, ако во драмскиот театар или во било кој се подготвуваше представа, уште на читачките проби ние бевме присутни и го следевме развојот на проектот до премиерната изведба. И завршеток на сето тоа беше и оценка, стручна оценка за квалитетот на тој проект. И на тој начин, стварно, мислам, Екран направи голема афирмација на македонските автори. А денес, еве сега ако погледате, весниците ретко кога објавуваат такви проекти да пишуваат за нив, не само за проектите, него и за авторите кои ги реализираат. За документарни емисии. Кажете ми вие денес кај сте прочитале рецензија за театарска представа или за изведба на музичко дело. Точно. Кажете ми какви рецензии има за ТВ серии, за домашни ТВ драми. Иако тие се помалку и може да се избројат на прсти, тогаш телевизија Скопје, така се викаше, секој месец имаше по една телевизиска драма, која одеше на ЈРТ, цела Југославија гледаше. Ајде сега гледачите нека се потсетат кога последен пат гледале ТВ драма. Она што јас се одлучив да те викнам е дека Екран е зачетник на собирање на плоштад и тоа се случи 1990, ако не се лажам, со Лепи сол на самиот плоштад. Кажи ми нешто повеќе за тоа. Како дојдовте на идеја дека тоа треба да го направите? Збориме за дочекот на Нова година. Дочекот на Нова година. Па ние секој ден имавме редакциски состанок во 8 часот и на кој се дискутираше
за претходниот број дававме оценки и план за наредниот број што ќе содржи. И бидејќи наредниот број месец дена пред тоа знаевме дека 1000 број доаѓа и сакавме на некој начин да го одбележиме. И тогаш дојдовме на идеја, јас дојдов на идеја, другите цела редакција прифати да се обидеме да направиме прв дочек на новата година на плоштадот во Скопје. И почнавме да размислуваме што, како, да видиме финанска конструкција, колку тоа ќе не чини. И испадна тоа дека чини многу пари. Но ние, бидејќи бевме пријатели со сите уметници, од музичари, артисти и така натаму, така е да таа цената на коштањето на дочекот на новата година беше минимален речиси. Но сакавме, како е веќе прв дочек на нова година, да имаме и прв огномет во Скопје. И сето тоа го ставивме на хартија, отидовме во собранието на град Скопје, така се викаше тогаш. Закажавме состанок со целото тоа раководство и им ја презентиравме нашата идеја. Меѓутоа, тие тогашниот градоначалник и екипата околу него со резерва не слуша и рекоа, идејата ви е добра. Тоа може во Рим, во Париз, Лондон да има таква традиција, на нашиот народ традицијата е новата година да чека дома со семејството, со пријателите, со другарите. Нема да ви успее тоа. Традицијата тешко се прекинува. Добро, ние викаме, дајте ни вие само услови да можеме да го држиме на плоштад, направите една сцена, направите куќички малечки на кои што ќе се служи варена ракија, сендвичи. Кои до ден денеска се на таков начин. И сето тоа обезбедување, струја, довод и така натаму. И да се обидеме да направиме и еден огномет, и тие одма рекоа за тоа дека немаат пари и така натаму, но ете може да направите. Па после тоа испадна дека тоа со реализацијата на огнометот не е така едноставна работа, бидејќи моравме да вадиме дозволи. Од противпожарна служба се плашеа да не ги запалиме околните објекти и така натаму. Меѓутоа, со обезбедување од противпожарната служба, од полицијата и така натаму, успеавме да донесеме баш убав огномет и кога им го кажавме тоа на повеќе музичари, дека ќе имаме и огномет, се сеќавам Владко Стефановски и другите рекоа, ако има огномет, ние ќе ви свириме колку сакате и така. Покрај тоа се обидовме од конјичкиот Илинден клубот да направат дефиле со коњи, извидниците да направат оган, дрва да донесе градот и така натаму. Градот заборавија на таа работа, па ние некој се снајдовме, направивме и тој извиднички логорски оган. И вечерта беше многу ладно. Минус 6 до 7 степени. Меѓутоа, народот беше под плоштадот полн. А ние пејачите ги имавме шема како да направиме. Сите што настапуваа во скопските ресторани и кафулиња, тогаш немаше баш многу. И ги знаевме шемите и бевме у договор. Кога они имаат пауза, ние одевме, ги земавме, ги носеме на плоштад, тие пеа и се враќаа назад и по таа шема се. А кај што имавме пауза, нешто не ни се сопаѓа тие термини, артистите има своји точки, малку хумор, малку анекдоти, малку разговори, така да програмата си течеше. Штета што тоа не е снимано. Штета што и тогаш и целото тоа и го понудивме, бидејќи гледавме дека РТС, радиотелевизија Белград тогашна, вршеше преноси од такви манифестации. Но македонската телевизија не сака да го пренесува тоа и штета што тоа не остана забележено. И уште
овака што сите не задоволи и беше голема потврда дека идејата е добра, што луѓето, бидејќи не направија киосци за да има да се ги послужуваат граѓаните со варена рака и така натаму. Луѓето од околните станови, згради, носеа варена рака и ја делеа со и други сендвичи и така натаму. Со луѓето едно заедништво, една еуфорија. Не знам, луѓето се забавуваа, играа на площадот, иако беше студено, оро, танцува, една забава која што не знам денес дали може да се повтори. Па еве има често пати некои такви случувања и мислам дека таа атмосфера што ти ја опишуваш не е таква, дека едноставно тоа се ради собир да бидат тука и да видат што се случува, меѓутоа нема таа душа. Па не само што ја нема таа душа, пред 10 дена ми го поставија тоа исто прашање дали денес зошто таа атмосфера на площадот ја нема. Меѓутоа после тоа ние што го направивме, продолжи градот и така да го прават дочекот на новата година на площадот. Меѓутоа не ја обезбедија тие услужни елементи и не обезбедија, луѓето беа шокирани од петардите кои се фрлаа врз главите на луѓето. Петарди едносневно фрчеа од сите страни, дотерани девојки, жени, па и мажи, да им паѓаат светлички. И луѓето се тргаа настана полека, се повлекува и се изгуби таа атмосфера, иако не зборам за дали имало погрешни исполнителни и што ја забавувале публиката или немало. Но основните услови за да луѓето се чувствуваат добро и да заиграат, а и да бидат безбедни. И тоа е основната причина што тоа не продолжи како што треба. Бидејќи работев туризам, често пати за таквите празници не бев тука, бев некаде каде што имавме посетители. Она што можеби можам да се пофалам, тоа е дека имав една соработка со вас, не сакајќи дојдов до тоа да обработувам картотека на фотографии на познати личности или на она што вие требаше да го имате напишано. За мене таа една соработка која имавме, тоа дружење после работа, кога се одеше по клубовите каде што навечер се забавувавме и се дружевме, остави еден многу добар впечаток на редакција која живееше со душа и дека тие објавувања во екран на некој начин не беа нешто што е задолжително, него едноставно од вас излегуваше за да го направите. Екран постоеше и многу добро идеше, ја мислам дека е ревија која беше најпродавана македонска ревија во Македонија. Екран, зборувам, не сакам да споредам тиражите кога бевме прилог на Нова Македонија, сакам да зборувам кога ревијата Екран излегуваше самостојно. Ние имавме просечен тираж, просечниот тираж се движеше меѓу 45 и 60 илјади. Имавме и повеќе, да речеме, броеви кои надминува и над 70 илјади, а рекордот го поставивме со тираж од 105 илјади. Тоа е тираж кој никој досега во Македонија не го достигна. Ама мислам дека Екран тогаш ги задоволуваше потребите на целото семејство, за помладите рок музика, за постарите серии, филмови, артисти. Ние имавме баланс меѓу да афирмираме македонски уметници, но не и запоставувавме звездите, проектите што се случува во Југославија, во Белград, Загреб, Сараево и така натаму, а исто така и во светот. Наши новинари оделе и на Сан Ремо. Ја бев на изборот на песна на Евровизија која се одржуваше во Загреб.
кога победи Тото Кутуњо. И можам да ја раскажам една анекдота од таа манифестација, бидејќи тоа е на фестивалот за избор на песна на Евровизија, беа акредитирани преку 2000 новинари од цела Европа и од светот. И за новинарите има посебна сала кај што го следеа тоа. Меѓутоа, јас се познавав многу добро со шефот на прес-службата Зоран Предич и он успеа да ми даде карта за да бидам присутен во салата Ватрослав Лисински, кај што се одржуваше фестивалот. И се фино, убаво почна пеачите да настапуваат и наред дојде шпанскиот представник група. Само после првите такти, одеднаш се случи, тие меѓу себе се расправаат, мафтаат со рацете, микрофонот сака да го скршат и ја напуштија демонстративна сцената. Леле, ние тука неколку новинари што бевме присутни и викаме скандал ова на Евровизија. Нормално, после тоа следеше пеачот кој требаше поред да настапи, заврши таа манифестацијата, паузата за гласање, излеговме ние надвор и среќам ја колегите новинари и викам, видовте како скандал ќе пишуваме. Како скандал? Па немаше никаков скандал. Како бе немаше, му викам, шпанскиот представник демонстративно ја напушти сцената. Не е точно. И после мене ми се врати филмот, зошто на песна на Евровизија сите учесници на сите 6 проби мора да настапат во иста гардероба и сите тие настапи се снимаат. И сега кој се случат овакви ситуации, режисерот од истата момент го вклучува снимката во тој настап. Веројатно и така да цела најдобриот Европа... прилог од тие што се снимани може би оди да е... Да, тоа е точно, најдобриот прилог е снимен и оди така да цела Европа и светот не забележа за... Морам да кажам дека екран работеше не она класично ревија која треба да се напише и да го има тоа, него и учествуваше и беше потик на многу настани во Македонија кои се случува, како да речеме, избор на мис на Македонија. Да. Ја овде да не заборам, си запишав кои све манифестации ги подготвувал екран. Екран учествуваше, тоа не беше не организиравме таа манифестација, на изборот на куп на пеачи се викаше манифестација, која го организираше ЈРТ и 1972 година. И нашата екипа на екран ја составува Зафир Хаджиманов, Василија Радејчич, Кичо Слабинац, Драган Мијалковски, Мурем Сербезовски и Тома Здравковиќ. И принципот како беше? Екипите од Радио Ревија, ТВ Новости, Свиет, Студио од Загреб и така натаму, има секоја сабота се надпроверува меѓу себе. Значи, пеачите од нашата екипа настапува и пеачите, да речеме, од Радио ТВ Ревија. И гласа цела Југославија и оди понатаму, кој ќе победи. И тоа се случуваше отприлike 2 месеца. Така да ние влеговме во финале и во финалето екипата на екран победи, го освои купот на пеачи на ЈРТ, што беше голем успех за нас. Ние организиравме артист на годината и избор на најдобар млад актер. Што денеска не се случува. Манифестација за која што на изборите луѓето не можеа, не знаете како и да ги задоволиме сите желби за да присуствуваат на тие настани. И второ, заради тоа што за таа награда одлучуваат театарските критичари од Македонија. И имавме принцип. Мора, јас го воведов тој принцип, дека артист на годината ќе добија наградата доколку со својата улога тоа го заслужил, а театарските критичари дале најголеми оценки. И сега што се случи кај нас. После трета, пета година не се сеќа, живито се состанува и дискутираат кој ќе
кои се во потесен круг артисти, кандидати за таа награда. И онда го елиминираат, се сеќавам, Мето Јовановски, а тој минатата година ја доби наградата. И јас реков, чекајте, дај да видиме, според вашите рецензии, на годинешна представа, него го истакнувате како дека направил изворена креација. И сега, зашто да го елиминираме? Заради тоа што претходната година добил награда. Ама не знам кој артист нема добиена таа награда. И ја прифатија мојата сугестија и така да неколку артисти се случи да добијат по 2 пати или 3 пати таа награда и на тој начин, се ајде да не кажам, на некои други фестивали во Македонија не се случуваше тоа и луѓето и самите артисти ја почувствуваат дека ова нашата награда за артист на годината е позначена и повредна од сите други. После тоа сакам да кажам дека редакцијата Екран го организираше и Екран Театар Фест. Значи, 5 представи од Драмскиот театар, Народниот театар, Прилепскиот театар, Битолскиот и албанската, или од Театарот на народности, или албанската или турската драма, гостуваа во 5 града. Можете да замислите како, бидејќи ние не одевме со тие представи во градовите кај што веќе има театри. Тамо ги носевме представите, сепак да не ја штетиме прилепчани, битолчани, кои нели имаат театарски куќи, да имаат можност да видат и представите од драмски театар. Например, Чијас или не знам која Болва во што била во тој момент хит представа. И одевме во градовите кај што нема театри професионални, него само аматерски. Тамо публиката беше, што да ви кажа, воодушевена, преполна. Иако во некои градови, како например во Кичево ќе го спомена, во договарањето со директорот на Домот на културата тамо, и му кажавме идејата дека за театар ќе носиме театарски представи, они треба да го организираат тоа и се до тоа. Абе, види се, нашиот народ сака концерти, народни пејачи, не е по театарот до сега, не сме имале театарска представа ние. Па дај да пробаме, бела, што ќе изгубиш? После завршувањето, мислам, после гостувањето, кога објавивме веќе кој представи каде ќе гостува, тој ми се јавува по телефон и ми вели, ќе умрев, ова не знаев каква желби имаат од граѓаните од Кичо. Глава ме боли, не можам да им давам карти на сите, со имаат желба да гледат представата. И уште една анекдота на оваа тема во Кавадарци. Тој вратарот и пушта, нели, кини билетите, ми вели, аве, Тимчо, вика, овој човек, Коле, до сега сум го гледал сам, доаѓа на театарски представи, у кафана, со жена му само на погреби и свадби. Прв пат да го видам, да влезе у салата, у Домот на културата, да гледа представа. Што еден овака направивме популаризација на театарот во Македонија. Што е многу значајно и што на некој начин не е препознаено да и ден денеска тоа се одржува. По мене исто мислам дека заслужуваат многу мали места во Македонија да имаат можност да доживеат некоја представа. Би требало, ама се помалку тоа се прави и не таква, мислам, политика не може се прави афирмација на театарската уметност. Ова го напоменувам со намера дека на некој начин визионерски гледавте во се она што се случуваше и учествувавте во нешто што може би и ден денеска би требало да се прави. Па истото тоа, со таа афирмација што ја направивме, ми се чини уште поголема со организацијата на Македонскиот поп-рок фест. Да. Рок фестивалите што почна Екран да ги организира. Се сеќавам почнавме прво ние со Марио Липша, тој беше председателот на Сдружение на
македонските пејачи и се согласи тој дека идејата е добра и почнавме да организираме, после се согласи домот на младите 25 мај тогаш, сега МКЦ, и почнавме тука да ги организираме концертите на македонските рок групи. И првата година одјакот на конкурсот беше така, околу 30 на групи. Наредните години, значи, ние пишувавме за сите тие групи што учествува и што отпадна и така натаму. И оние што учествува на финалето во Кавадарци, кој се организираше на стадионот, кој што беше преполни и многумина го нарекува македонски Вудсток, на кој што победи Автограм групата. И наредните конкурси за учество на поп-рок-фестот се пријавува по 80 групи. Можете да мислите, речиси од секој град се појавува групи. И не само тоа, се поттикнуваше кажем, да тие рок групи се формираат. Да. Тоа им даваше желба да се формираат и така натаму. И сакав да напоменам дека денешните музичари, веќе афирмирани и оние кои имаат студија за снимање, сите биле учесници на тој фестивал. Вака, кога се враќам во тоа време, имам една носталгија на нештата што можеби направија развој на музика, на театар, на се она што во Македонија беше многу повеќе него сега. Едноставно имам впечаток дека сега се одвива чисто ради тоа дека треба да постои као такво. Немаме ни фестивали, немаме ни надпревари на театарски представи, да речеме, да се води сметка, да се пишува, да се коментира околу тоа. Не се времињата кога излегуваа разни весници и реви, меѓутоа сепак на некој начин тие беа поттик да тоа повеќе се прави и да се зборува и да се на некој начин направи проценка на сето тоа што се случува. И види, и на тој начин и се мотивираат млади луѓе да се трудат да направат нешто и очекува тоа да биде верификувано добро или лошо. Мене повеќе тогаш луѓе од македонската телевизија и од театрите ми велеа ние, пошто екран почна да излегува самостојно во четврток, вика, ние у среда вечер одевме кај старата зграда на Нова Македонија, на влезот тука, имаше киоск и утрешното издание на екран да го купиме, да видиме каква е оценката за некој што чија документарна емисија била емитувана или пред тоа било премиера на театарската представа и така натаму. Значи, постоело, сме учествувале сме им помагале на актерите и творците да осознаат каде одат, напред, назад, да се направи и на проценка некој начин да ги афирмираме и нив. Јас се сеќавам на изборите на Мис на Македонија покрај Маврово езерото, каде што се собираше многу народ за да во тоа учествува и на некој начин го тој развој на туризам што афирмира дека не само местото, него и случувањето си го прават своето. Па не, видите, сите туристички места прават големи манифестации за да привлечат и туристи. Точно. Ако вие седите само и туристот треба само у кафичи или кафана и на плажа да оди и да и посетува, не знам, археолошките и други значајни објекти, мора да има и сектор за забава кој затоа и дошле на одмор. Ама ние у таа насока малку правиме. Не може само со некои манифестации, мора да викнеме имија кои ќе привлечат и странски туристи. Не само да се не само тоа, него и тоа што го прават во моментот. Не се најавува, не се знае или како ќе знаат или ќе разбереш од кој ќе заврши сето тоа. Да, туроператорите мора да знаат тоа напред на
туристите што 2028 да, што ќе се бидат случува, учествуваат иде тамо, Скопје град на солидарноста, на сето тоа што треба. Еден Нови Сад направи 4000 манифестации додека беше град на културата. Ние се уште немаме појма ни што ќе се случува, ни кој ќе дојде. Мислам дека 55 земји учествува во Нови Сад, пак ќе направам споредба. Не знам зошто, едноставно оставаме се да се развива така само од себе. Немаме некоја стратегија, немаме желба, немаме луѓе, немаме екипа која ќе се грижи за некој настан или за некој случувања или нешто како што Екран го работи. Екран е сепак ревија. Да, не. Меѓутоа, нејзината улога не беше само да издаде ревија во четврток, него многу повеќе од тоа. Да, тоа ми е... ама ние сето ова го правевме и наша основна работа беше да правиме ревијата Екран, нели? Да ги информираме читателите за сите поважни настани во земјата и во странство. Но, покрај тоа, ние ги работевме и овие манифестации, за кои што не добивавме хонорари, пари големи. Нешто символично ќе не наградија колку да отидеме у Букет да се почестиме. Ама тоа го правевме од љубов и од желба да нешто направиме. И кога ќе се вратиме едно 30 на 40 години наназад, можеме да кажеме дека Скопје повеќе живееше тогаш него сега. Едноставно со тие настани, со тие желби да нешто се почне, се развиваше Скопје во еден препознатлив правец. Многу дискотеки, многу беа поим во бившите југословенски простори за нешто каде што доаѓаа да бидат дел од настан. Да. Па ние не само што сакав да кажам за по повод 25 годишнината на Екран. Да. Повторно иста приказна, не седевме со скрстени раци како за прославата на 1000-тиот број што направивме дочек на новата година на плоштадот во Скопје. За 25 годишнината седнавме и мислиме како да ја одбележиме. И направивме, еве сега да се потсетам само све што сме направиле за таа годишнина. Издадовме песнарка со 100 најубави македонски народни песни. Што мислам дека никој не повторил, нити се знае. За кој што гласа објавувавме и читателите гласа и така ја направивме, издадовме. Издадовме аудио касета со македонски фолк и поп мелодии, со фолк и касета со поп мелодии по избор на читателите. Во музеот на град Скопје организиравме изложба на портрет карикатури од македонски пејачи, артисти и така натаму. А во соработка со Кинотека ја издадавме книгата Филмско столетие на Македонија, споредбена хроника на најзначајните филмски настани во светот и во Македонија. Значи, што случувало од 1922 во светот кај нас и така се по години. И исто така тогаш направивме и во универзалната сала голем концерт на кој што ги поканивме сите артисти, пеачи и културни дејци од цела Македонија. Значи, еден рече, не дај Боже овде да се случи нешто лошо, ќе пропадне културата, се што постоеше во Македонија, што Мислам дека тоа никогаш после тоа не е направено. Не беше направено. Така да, многу работи правевме, тие остана и ден-денес артистите и авторите го паметат тоа и некои сега што работат се речиси незадоволни, оти нема одјек на она што го работеле, па макар и негатив. Оти некојаш велат, како што велат, и негативната критика им помага да одат напред. Јас додека соработува со вас, се сеќавам дека многу, бидејќи се дружев многу и со музичари и со артисти, едноставно на некој начин пробува преку мене да ургирам да се направи разговор со нив. Што значи дека го ценеа тоа што вие го работевте и дека
пишувањето за некого од нив значи една скала погоре. Да. Па јас почнав со пишување уште у гимназијата во Кавадарци, Јосип Брз Тито, Зиден весник, после соработував во радио Кавадарци, водев разни приредби, а што во основното училиште, со оглед на тоа дека бев одличен ученик, сите петки и така натаму, и ме избра да бидам член на делегацијата од Македонија на најдобри ученици, која ќе замине во Белград на 25 мај на роденденот на Тито и ќе го посети него во Белиот двор. И отидовме тамо, ние возбудени, со Тито да се поздравуваме, и тамо имаше тераса и направени маси, ова е седат македонските ученици, тамо басанци, од Србија, од сите републики покрајни. И председателот одеше на маса, разговараше со учениците и дојде и на нашата маса. И разговараше и се. И на пред крајот од разговорот го прашува нашиот водич, ајде, вика, македонците, ви имате убави песни, кој ќе ми отпее една песна. И водачот ни договорено ни ништо, ме фаќа мене и вика, еве го, тој ќе ви отпее. А тоа заради тоа што по патот по воска одевме, јас бев весел, пеев и не се виде се најде и она во небрано и Тито ме прибра, јас мал, да си имам тоаш 10 години, 9 години. Ме седна на скут, сум пеел и ме прашува од каде си? Ја му викам од Кавадарци. Јас сум бил во Кавадарци, тикве швината ми се многу убави и ден денес ги пијам. Многу вика и 2 пати го имам посетено Кавадарци, така еден разговор и ајде сега што ќе отпеа песна. И така, а ја возбуден, што да ви кажам? Секако. Можам да замислам. Да. Кажи ми, твојата кариера, школување твое, не е врзано со новинарство. Не. Кој се сеќа. Како дојде до тоа да од тоа што сакаше, ќе ни кажеш што ти беа намерите, дојде да бидеш новинар? Па, реков пред малку дека бев многу добар ученик. И во гимназија, покрај тоа и играв и спорт, кошарка играв за младинскиот тим на Тиквеш, ама имав желба да учам нешто поголемо. Не знам што, електрониката ми беше во така голема желба, као да сум имал предвидување дека еден ден електрониката ќе биде главна технологија. Меѓутоа во Скопје тоаш на електромашинскиот факултет имаше само одсек механика. И само немаше електроника. И затоа решив ќе одам во Белград. Така се заминав во Белград на електротехничкиот факултет одсек електроника. Ама проработи тоа моето да бидам присутен на приредби, да пишувам и цимер ми беше Мирисав Савиќ, се мислам после стана голем познат писател, а новинар во весникот на белгарските студенти Студент. Ајде бе, вика, да си паметен, земи да пишуваш. И почнав да пишувам за белгарски студент. После тоа контакти со македонци и од вечер станав дописник на Вечерот Белград. Потоа се појави Екран, пишував за Екранот Белград и кога се вратив, некако не ми се одеше да работам во предпријатие, да работам по струката моја електроинженер и си останав новинар. И не жалам. И не треба да жалиш. Да, а тоа, мојот престој во Белград ми помогна многу за потед тоа што го работев во Екран, бидејќи се дружев со белградските новинари од тие реви. Се ги гледав Битев, бев на фест присутен, ги гледав рок фестивалите, Младинскиот фестивал во Суботица
И затоа после веројатно дојдоа моите идеи да се организира Се ова Рокфест. што се правеше. Дако во Ниш имаат награда Кралица Теодора и така натаму, зашто ние да немаме артист на годината и така. Дефинитивно. Така ја гледам зашто не сум останал, повеќе ме привлекло ова. Јас исто така завршив гимназија и сакав да продолжам историја на уметност, бидејќи сликав многу. Во Скопје немаше такво нешто, во Белград почнав журналистика, се вратив назад и едноставно делот на туризам ме привлече и останав во туризмот. Соработката со екран на некој начин беше една скриена љубов на нешто што не сум го направила. И верувам дека многу поинакви времиња беа во кои ние учествувавме со душа, со желба, да се научи, да го кажеш тоа што го знаеш, да им го пренесеш на другите, отколку денешните времиња, кога се е на некој начин едноставно рутински, нема таа душа, ретко кај кого ќе сретнеш дека со душа тоа го работи. Ние, за жал, при крај сме на разговорот, брзо ми помина. Желбата да денешниве времиња нешто како екран постои, па макар и електронска форма, е само една желба. Верувам дека многу денешни читатели на екран, кои го купувале и едва и чекале да излезе, и денешните деца кои на некој начин немаат можност да прочитаат рецензија за представа, за авторот, за артистот и сето тоа, едноставно не го доживуваат и не може да ја прифатат онака како што би требало, да направат градација што вреди, што не вреди, него едноставно се им е добро или се им е лошо, доведува да почнува да културата и туризмот и се ова што се случува на некој начин иде надолу наместо нагоре. Барем е тоа моje мислење. Да. Драги мои, јас се надевам дека на некој начин ви ги освеживме сеќавањата на едно убаво време, на една убава ревија која беше единствена од таков тип во Македонија и дека на некој начин заслужува да се каже многу повеќе за тоа.